Добар ден на сите. Најпрво да ви се извинам за доцнењето од 18 минути, кој што беше на комисијата. Го имаме потребното мнозинство да се дава комисијата, од 5 членови, тројца се тука. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисија за туризам на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред: работна средба за изработка на студија за развој на летен и зимски туризам во општина Битола. Исто така, знаете дека ова беше еден од многуте предлози кои што беа прифатени од амандманската расправа при донесувањето на буџетот. Имаше и други иницијативи кои што беа предложени во 2022 година од страна на повеќе советници. И оваа средба е која што имаме тука свикано, значи не е само комисијата за туризам, повикани се сите релевантни чинители во општина Битола со цел да бидат запознати точно што се е направено во 2022 година од страна на општина Битола и што се планира да се прави во 2023 година. Значи од податоците кои што ги имаме од страна на стручните служби, до сега се реализирани првиот изградба на патот кој што е првата делница кон Националниот парк Пелистер. Во 2023 година, односно 2022, исто така се доделени финансиски средства во висина 3,8 милиони денари за планинарскиот дом Копанки да се возобнови. Тоа е една првична финансиска помош која што доделува општина Битола. Исто така на Националниот парк Пелистер му е подпомогнато со цел реализација на адреналинскиот парк, кој што треба да се гради со финансиски средства од 2,4 милиони денари. И исто така, она стандардна финансиска помош која што доделува општина Битола е 500.000 денари кој што ги доделува за непречено движење во Националниот парк Пелистер. За 2023 година предвидено е изградба на 2 колектори кои што треба да го поврзат хотелот Молика, во моментот и не работи детското одморалиште Пелистер, и да ги поврзи сите села, висина од финансиски средства 14,5 милиони денари. И кога ќе се соберат сите овие средства кои што општината ги има вложени и планира да ги вложи, се во висина од 40 милиони денари. Еден од амандманите беше изработка на студија за зимски и летен туризам. Иницијативата беше поднесена од една советничка група. Целта ни беше да се собериме сите, бидејќи потребно се изработи опис на работни задачи, што конкретно треба да биде офатено за да се изработи оваа студија. Затоа сте сите вие тука повикани, пред објавување на повикот, што треба да биде вклучено конкретно во неа. Исто така има и во 2022 година беше донесен урбанистичкиот план за Нижополе. После 7 години е донесен урбанистичкиот план кој ќе биде во важност уште 3 години, односно до 2026 година. Тука имаше една иницијатива за организирање на летен фестивал на Смолево. Тука се предвидени и изработка на патеки кои што ќе поврзват Тумбекафе Смолево. Во 2023 година е тоа. Ова се сите работи кои што ги има направено локалната самоуправа во 2022 година и на почетокот од 2023 година. Тука би застанал, доколку има некој сака да се вклучи, повели колега Чулаковски. Ви благодарам на сите. Пријатно сум изненаден од бројот на присутни. Искрено не очекував дека толку луѓе ќе има денес овде. Ќе бидам искрен, мале градот, се познаваме сите. Значи комисијата е свикана по мое барање. Исто така и комисијата е формирана по наше барање на поинаку. Како и амандманот кој што беше едногласно прифатен од сите советници на буџетската расправа беше од нас. И мислам дека е крајно време
некој сериозно да се зафати и да работи на развој на туризмот конкретно на Пелистер. За Пелистер нема што да ви кажувам, сите ја знаете планината. Ме знаете и мене, години сум зборал дека мора нешто да направиме на Пелистер, дека се е оставено така, во последните 30 години се распаѓа и никој сериозно се нема зафатено да сработи нешто конкретно и да видиме некаков бенефит од туризмот на Пелистер. Гледавме ветувања од сите страни, нема да спомнувам ни еден политички субјект во моментот, се ветуваа жичари, се ветуваа ски лифтови, топови за снег, меѓутоа еве до ден денес, јас колку што памтам, 20 години сум на планина, од мал скијам горе, неам досега видено нешто да се смени од тоа што било претходно. Се што гледаме се крпенци, пробваме нешто да направиме, да смениме, меѓутоа реално до нигде не сме стигнати. Токму и затоа во буџетот предвидовме за старт некоја помала сума за да почнеме со таа студија, која што не сме ограничени со средства, морам да ви кажам дека можеме секој момент да имаме ребаланс на буџетот со кој што ќе одвоиме екстра средства, меѓутоа мора да имаме еден правец во кој што ќе се одвива и да видиме што ни фали и што ни треба за да го појачаме или да го подигнеме на високо ниво туризмот во Битола. Јас баш ги поканив сите, некои сме изоставиле, еве сега некои ски клубови сме ги заборавиле административно да ги поканиме, јас се извинувам во моје име, во име на општината, што не сме ги поканиле, еве, се надевам дека наредниот пат ќе ги поканим и нив. Би сакал да слушнам не само јас, него општо сите, вашите идеи, вашите предлози и вашите проблеми кои што ги имате во моментот во областа во која што работите. Значи имаме тука и угостители од тој дел од градот, имаме представници од двата скијачки центри. Кажете ни едноставно, што планирате да правите, кои се пречките во тоа, што не можете да го направите, од кого зависи, дали општината треба да помогне тука, дали да бараме помош или да плукаме под централната власт. Значи, крајно време е нешто да се сработи. Сега сме во таква позиција, барем јас така се осеќам, каде што јас лично можам да издействувам нешто да направиме за туризмот и мислам дека ако сега не успееме нешто да средиме, дека никош нема ништо да направиме. Би почнал со она што го почна колегата, од тоа што општината во моментот го прави за Пелистер. Претходната година се реновираше патот, колку што видовте до Трново. Сега се продолжува со патот, значи ќе биде реконструиран од кај што застанавме од Трново до рампата скроз до влезот во националниот парк, значи дотаму е наша надлежност. Од националниот парк влезот нагоре е на Македонија пат, значи ние ќе пробаме да вие сте од Македонија пат. Благодарам. Супер што имаме представники од Македонија пат, значи ќе ни треба помош и од нив доколку сакаме да направиме добра инфраструктура. Би напоменал само дека горе имаме потреба од поголемо паркинг место, барем во делот на Копанки сега, за Стрежево ќе кажат исто представниците. Она што работи општината друго во моментот е фекалната канализација или пречистителна станица, која што веќе ќе стигне до Молика. Меѓутоа имаме еден мал проблем. Знаете дека Молика е голем загадувач во моментот. Знаете дека ради тие фекали што течат од Молика, признале или не признале, пола планина ни е загадена, чешмите не се пијат водата, што е многу штетно, не само за нас како луѓе, него и општо за целиот биодиверзитет таму. Со ова, значи, ќе имаме некаква пречистителна станица која за жал во моментот нема да може да функционира веднаш што ја завршиме. Тоа бидејќи капацитетот на пречистителната станица е направен со поголеми гледишта, кога тоа би било еден голем туристички центар, кога би имало тука многу сместувачки капацитети. Во овој момент, значи, сите приклучоци не се доволно за таа пречистителна станица да почне да функционира. Она што ние како општина го побаравме пред неколку месеци од Министерството за трудот и социјала е да ни го врати на владение или да ни го додели на владение детското одморалиште на Пелистер, кој што мислам дека е срамота еден таков колосален објект да стои таму, да не функционира. Неколку пати одеше на јавна лицитација зошто не се продаде. Не знаеме, меѓутоа се уште стоиме на ставот дека доколку ни го вратат на општината, нешто од нешто барем ќе можеме да направиме и мислам дека тоа би било одлично да го вратиме тој детскиот џагор горе во детското одморалиште што беше. Копанки 10 години никој со прст не мрдаше да го направи, кога во еден момент планинарите, собствениците на домот почнаа да го работат, имаше судски спорови, сето тоа беше застанато, затоа со еве сега со промената на локалната власт, ние како општина одвоивме средства со кои што ќе ја помогнеме изградбата на планинарскиот дом Копанки.
во меѓусебна соработка, каде што Планинарскиот спортски клуб Пелистер се обврзува дека кога домот ќе биде готов, ќе обезбеди бесплатни ноќевања за битолските деца, за основци, средношколци, значи ќе може секое едно дете од Битола да оди горе на Копанки бесплатно, да ја осети таа, да речам, природата, некои што не биле прв пат ќе имат можност да се качам. Не знам да не заборавив нешто друго во моментот ние што работиме. Да, го подпомогнавме, значи, не знам дали сте информирани, во моментот се гради Адреналински парк во Националниот парк Пелистер. Општината тука помогна со, подсетиме колега, 2 милиони 400 000 денари. Секоја година плаќаме Националниот парк некоја одредена сума како поддршка, помош за тоа што ете претходно беше, пошто имаше рампа, па не ги пуштаа битолчани да влезат, имавме некој таков договор со Националниот парк, плаќавме некоја сума за битолчани да бидат ослободени од влез. Сега рампата не функционира, меѓутоа општината се уште донира на Националниот парк, се со развој. И тука би завршил и би ве повикал еден по еден, се надевам дека имате идеи, предлози и проблеми да ги кажете, на кои што за почеток да видиме кај општината ја кочи работата, дали ја кочи или не, и на кој начин општината може да поможи во развојот на областите во кои што сите вие сте на некој начин вклучени. Благодарам. Ти благодарам, колега. Да, средбата значи беше точно за студијата и да ги слушнеме сите оние проекти кои што беа најавувани од страна на институциите, докаде реализацијата нивна, дали има некакви одобрувања, бидејќи немаме официјални информации за да знаеме точно што да биде вклучено во студијата која што ќе се работи. Кога ќе се работи студијата, нормално дека ќе се формира и работна група од страна на институциите кои што ја работат проблематиката. Па затоа ве замолувам кој сака да се јави за збор. Се извинувам, само да се дополнам. Тоа што не го кажав. Сите, пошто работите на некој начин туризам и угостителство, поврзано со Пелистер, свесни сте колку може приход да ни донеси туризмот, кој што го неаме и не ни е развиен во Битола. Доколку годишно Пелистер го посетат 30-40 илјади луѓе, може да замислите колкав бенефит би било тоа, значи не само за општината, него и за сите вас и за општо за битолчани. Значи студијата што сакаме да ја почнеме, затоа ве повикавме да знаеме кој правец да го фатиме и на што да се насочиме. Ако сите едногласно се согласиме дека ни е потребна нова жичара на Копанки, лупам, или ако ни е потребна гондола, ако тоа не изваја од кашата и ако тоа ни го развие туризмот, ако ни е потребна гондола од Довлеџик, од бензиската до врвот Пелистер, тогаш да бараме понуда и да купиме гондола. Значи, дотаму сум спремен да терам работата, туризма на Пелистер мора да има, меѓутоа мораме да тргнеме од негде, пошто никој досега сериозно не се зафатил ова да го прави, да имаме еден правец, да видиме сите едногласно, се надеваме дека ќе се согласиме, кај треба да ја тераме работата и што ни е најприоритетно за да почнеме со нешто. Благодарам што имаш. Ти благодарам. Повелете, представете се. Добар ден на сите. Се викам Виолета Сотировска, представник сум тука заедно со колегата од Национален парк Пелистер. Ова иницијатива е навистина за поздравување, бидејќи студијата за развој на зимски туризам и летен туризам е навистина многу потребна и на нас како институција. Како што знаете, ние сме фирма која што е на самофинансирање, значи не можеме да вложуваме толку многу и затоа сме многу благодарни за помошта која што општината ни ја даде во текот на 2022 година за Адреналинскиот парк. Тие средства ќе бидат искористени, како што знаете, тој парк веќе се гради, е во тек, мислам сега има застанато заради временските услови, инаку ќе продолжи до крајот до септември треба да биде готов. И сакам уште нешто да додадам, мислам во ова група сите како што сме тука на засегнати страни, би сакала да го вклучите и Министерството за животна средина, бидејќи ние како институција, како јавна установа одговараме пред нив и тие ќе бидат од многу корисни ако се вклучени од самиот старт, бидејќи како што знаете Пелистер има 3 зони за управување, така да не со нашите желби да не заминиме надвор од законските
услови кои што се обезбедуваат ние за да можеме за да работиме како парк. Така да би сакала и тие да бидат вклучени во иднина како министерство. Мислам ќе си имаат и свој представник, така да ќе бидеме на иста линија, нема никаков проблем. И за дозволи за добивање за след тоа. Во ред, ви благодарам. Нека влези во записник, дека кога ќе започне да се прави студијата, едно од засегнатите страни, односно во работната група, да бидат вклучени представници од Министерството за животна средина и просторно планирање. Ви благодарам. Дали има некој друг, дали сака да се јави за збор? Има представници, гледам, од Срежево, од Молика. Дали имате некакви планови во програмите за работа? Што точно е предвидено во 2023 да се случува Пелистер, Нижополе? Еве јас. Добар ден на сите, да се представам. Значи јас сум Никола Каровски, представник на хотел Молика, долгогодишен раководител на повеќе позиции таму. И ми се чини дека добар познавач на состојбите на Пелистер, на состојбите во градот, регионот и така натаму. Сметам дека сум во моментот најповикан затоа што советникот Чулаковски го потегна прашањето околу Пелистер како една од, да речем, еден од регионите на општина Пелистер кај што е со најголемите компаративни предности кои што можат да влијаат во повеќе цели на студијата за развој на зимскиот и летниот туризам. Беа нагласени повеќе точки. Значи, најпрво би сакал да се осврнам на тоа дека ски центарот Копанки ние го стопанисуваме веќе 10 години. Од 2011 година сме корисници на инфраструктурата само на ски центарот, додека домот Копанки не беше под наша ингеренција и таму немавме никакви ингеренции за да можеме било какви интервенции да направиме. Она што нас за овие 10 години и покрај акцискиот план кој што го имавме направено уште пред 5-6 години, дел од вашите советници, дел од љубителите и влюбениците на Пелистер веќе го знаат, го имаат на увид, а посебно ПСК Пелистер, кој што ни е нормално корисник и сопственик на некој начин на ски центарот Копанки, ги има на увид сите податоци и сите наши активности кои што ги имавме планирано да ги реализираме во текот на овие изминати 10 години. Нажалост, не се реализираа сите, направивме само некои 5 до 10% од сите ставки, од проста причина што ние како хотел Молика бевме подружница на еден голем субјект, правен, тоа е Елем Турст, и покрај напорите на ЕСАМА, на РЕК Битола и сета поддршка што имавме, морам да признам дека не успеавме до крај инфраструктурата да ја обновиме, него да ја одржиме онака како што е. Меѓутоа има нов момент. Еве мислам како новина, веќе имаме ново регистрирано друштво, нов субјект, ЕСАМА Молика, кој што од 1 март веќе стартува со работа, исклучиво ќе се занимава со сите проекти и мислам дека за брзо време ќе се види голема реализација на она што го имавме планирано 5-10 години наназад. Некем да навлегувам, мислам можам да ви нагласам што беше се планирано, значи од јавни тоалети, од замена на подводен кабел за напојување на ски центарот, од нов ски лифт од Молика до Копанки или до Марково Копито, од интервенции со нови платформи за стаклени угостителски капацитети и така натаму. Јас ќе оставам тоа да го кажи времето, значи ние веќе сме во фаза на изработка на планот и програмата за работа на новиот субјект. Од април ќе почнат нашите подготовки, се надевам дека до другиот состанок ќе ви дам конкретни информации што во финансискиот план е одобрено и што во годишниот план за набавки ќе може Молика како субјект, благодарение и со помошта на ЕСАМА и на ФОТ и на РЕК Битола да направи интервенции за оваа година. Динамиката се работи за неколку години, ние сме веќе концесионери во следните 10 години и сметам дека конечно Битола нешто ќе види на Пелистер, а околу идеите ќе ви ги кажам во вториот дел. Ај тогаш да продолжиме со Копанки и со ски центарот. Моето мислење од долгите години кои што таму престојувам и работам е дека секаква интервенција на Копанки како дом зборам, прво сад ќе го отворам таа тема,
не може да се направи се до оној момент додека не се направи било каква иницијатива и соработка со Министерството за животна средина, јавната установа Национален парк Пелистер, да се направи било каква пешачка патека која што ќе овозможи движење на било какво превозно средство. Копанки, верувајте ми луѓе, не се гради со пренос на материјали, градежен шут и така натаму преку жичарата двосет. Ние мислам, постигнавме договор, годинава направивме исчекор, помогнавме, меѓутоа мислам дека и во иднина, ако сакаме да го градиме домот, тоа не е решение. Правени се такви иницијативи, студии, дека има можност горе на Копанки да се направи, согласно изохипсите кои што се од инфоцентарот до Копанки, некој помошен пат, кој што на некој начин ќе овозможи дали трактор или било какво теренско возило да донеси материјал или да однеси било што е потребно за Копанки. Се што е во насока на мислење дека Копанки ќе се гради преку жичарата двосет, мислам дека не е реално. Тоа е моје мислење, а оставам простор вие како дискутанти за тоа да се произнесете. Втора работа, спомнаме дека кои би биле идни приоритети околу инвестиции кои што би довеле до некој развој на Пелистер. Со самото основање, само да ви кажам, на хотелот Молика во 1994 година, прв приоритет беше изградбата на пристапен пат од магистралниот пат Охрид-Битола. Тоа значи од раскрсницата кај Ротино. Трасата беше направена, ја имаме во сите целокупна документација во хотелот. Постои, таа се движи преку голема ливада, тоа го знае тука и нашиот колега, директор од Македонија пат, оти во одржувањето го има. Меѓутоа, нажалост, тоа не е направено. 2017 и 2016 година имаше иницијативи преку Фондот за патишта, преку собранието, преку нашите пратеници од Битола, да издействуваме, да се донеси било каква иницијатива и таа делница од 4,5 км да влези во било која програма за изградба на тој пат. Значи, трасата е формирана, Ротино, голема ливада, инфоцентар Пелистер. Ми се чини дека тоа е суштинско за било каков развој, за било која стратегија на Пелистер. Ова ви го кажувам од проста причина што години наназад, пошто го работам и дело за маркетинг, промоција и така натаму, илјадници гости, ноќевања кои што би можеле да се реализират, само заради пристапниот пат не дошле на Пелистер. Значи, нарочито во зима, нашите напори и борби со Македонија пат не се борби, него соработка. Благодарение успеваме да го способиме патот, а вие сте сведоци, сите и скијачите и љубениците и планинарите на Пелистер, со какви маки некој се соочувавме на Пелистер. Тој пат би овозможил пристап, би овозможил редовно чистење, многу брза конекција и во лето и во зима сите групи кои што транзитираат од Охрид, од Драч, према Халкидики, према Грција и Турција, би застанале на Пелистер. Нашата промоција на хотелот, на Националниот парк би била на многу завидно ниво. Она што го размислуваме за овие следни 10 години, ние, дополнително сега за ски центарот Копанки за Пелистер е да потегнеме иницијатива за набавка на четвороседна жичара, која што би го продолжила скијањето, мислам патеките на скијалиштето Копанки до горната извидница, така е викаме диме. Тоа значи од скилифтот кај што завршува од 1800 метри на некои 1900 метри. Меѓутоа тоа се само планови. Вие сте сведоци дека ние од еден ски лифт или од една жичара старост 40 години успеваме да ја одржиме во живот. Направивме еден куп замени, реконструкции на сите резервни делови, на цела опрема. До некаде ја доведовме мада многу мисле дека нема да биде во функција. Имавме проблеми оваа сезона, за разлика од минатата година, помалку, меѓутоа сметам дека веќе и таа, иако е таква, ќе биде во функција до набавката на некоја нова. Има многу теми, неќам да ви задржам, неќам да земам зборот на другите, се надевам дека ќе се вклучам повторно во разговорот. Меѓутоа стана збори за една друга суштинска работа, тоа се отпадните води и колекторскиот систем на Пелистер. За сите оние кои што не се доволно упатени во тој домен, значи знаеме дека загадувач сме не само ние, него беше објектот и под нас и другите и Копанки кога работеше. Меѓутоа се сме ние нормално на удар на јавноста. Од 2002 беше нашата иницијатива и 2001 и не знам дали се сеќавате, успеавме тогаш
да влезе во програмата на Министерството за животна средина во два гранта да се направи колекторски систем кој што е направен и го има од Молика до детското одморалиште Пелистер. Тоа се 2 километри. 2 километри каскаден, одводен колекторски систем со шахти изграден, меѓутоа стопиран затоа што втората фаза која што требаше да продолжи од детското одморалиште до селата Трново Магарево не се реализира од не знам кои причини, така натаму. Беа одобрени средства, после тоа беа пренаменети. Значи се сеќавам многу добро 2006 Министерството за животна средина издвои 110.000 евра, се направи тој систем, изведувач беше ГП Пелистер, и сметавме дека ние конечно ќе го решиме тој дел, меѓутоа тогаш застана. Значи ние го имаме колекторскиот систем на 2 метра од нашиот систем до детското одморалиште. Се што се планира, што го кажа советникот Чолаковски, е дека дали ќе се продолжи таа колекторска, да речем, мрежа од детското до селата или тука ќе се прави пречистителна станица, тоа ќе го кажат нели некои други случници и експерти. Јас за почеток толку, ви благодарам уште еднаш што ме сослушавте, стојам на располагање за било што, оставам простор за другите, ова беше само начелно, колку да во некој диалог да се вклучиме во некоја, да речем, дискусија. Благодарам. Ви благодарам. Во однос на колекторскиот систем, значи ќе се прави комплетно нов колекторски систем, бидејќи во моментот при крај се издавањето и на дозволите кои што треба да ги дадат соодветните министерства, таму ќе има нов колекторски систем. Во однос на копанки, од она што го имаме во контакт со планинарите, односно со Диме, јас како што сум информиран, веќе има договор за изградба таму на планинарскиот дом Копанки. Единственото барање кој што го имаат планинарите и ПСК Пелистер е жичарата да биде во функција. Дали вие како институција ќе му возможите жичарата да ја ставите во функција, бидејќи во текот на изминатата од 2022 година има проблеми со пуштањето на жичарата, па бидејќи тогаш беше под Елем Турс, предпоставам 2021 беше тоа, во 2022 немавме такви проблеми. Има проблеми. Кај Диме? 2022 беше тоа. И единственото барање на планинарското друштво Пелистер е да биде ставена во функција, тие да ги достават горе материјалите, а подоцна тоа ќе биде изградено. Ние сме цврсто решени планинарскиот дом Копанки да биде ставен во функција до крајот на мандатот на оваа локална самоуправа и овој совет. И тоа ќе биде направено, ве уверувам сите. Доколку има некој дополнително, повелете, колешки. Фала ви на сите што дојдовте. Многу ми е мило што имаме представници од сегде. Ќе се надоврзам на Николче. Прво ми е многу мило што ќе имаме нов правен субјект кој што ќе биде независен. Меѓутоа, целта на состанокот која е? Знаеме дека се измешани во планината еден куп институции и приватни и државни. Сите заедно овде имаме заедничка цел. Појдовна точка ќе ни биде некоја студија која треба заеднички да изработиме. Мене лично како советник ме интересира дали сите представници кои се тука, значи сега во моментот не збораме за пари, збораме за луѓе кои сакат да работат. Ова нема да се случи преку ноќ. Меѓутоа од негде мора да се почне. Овде има луѓе што сакат да го сменат начинот на кој што ги користиме се она што го има Пелистер. Не се работи само за копанки, не се работи само за ски лифтот, се работи и за летен туризам, се работи за угостителство, се работи за се одоколу. Значи тука е и Нижополе и се што имаме на располагање. Студијата би била појдовна точка од она како ќе се развива општина Битола на тој план во наредните години. Мене ми е мило што веќе почнавме, меѓутоа во изработката на таа студија мора да има луѓе кои се инволвирани и ако зависи дали од министерство, дали зависи од општина, дали зависи од некоја невладина организација како на пример во моментот што е ПСК Пелистер. Пример, можеби утре други ден ќе имаме друга организација која се занимава со друг
со друг спорт, дали е тоа велосипедизам или планинарство или било што, секој мора да учествува и да ги кажи намерите кои што ги има како институција или како организација. Мислам дека истата ќе оди на јавен повик за изработка. Да, ќе има јавен И повик. ќе се инсистира да има работно тело кое ќе биде составено од луѓе кои што се сега тука присутни. Би сакала да нагласам дека сите знаеме дека одредени работи зависат од одобрение на централна власт. Меѓутоа, ако сите заедно тука извршиме притисок, кога ќе стигнеме до тој момент, мислам дека и тоа нема да биде проблем, како што кажа за патот. Дали бил исчистен, не бил исчистен, меѓутоа мора да престанеме да гледаме дека нашето е ова, а вашето е ова. Се понатаму од денес, кој планираме да го правиме за Пелистер, треба да биде наше. Така да мислам дека треба да се договориме заедно да ја направиме студијата, а после секој во својот домен колку што може да прави притисок. Во врска со копанки и со патот, значи јас не сум некој експерт или стручњак, меѓутоа во 10 години, еве ако бил проблем патот за да се качват материјалите, оти никој не направил таков пат. Така 10 години е изгорен копанки. Не, ние се не измисливме дека денес изгоре, 10 години го нема копанки. Збораме за една куќа што треба да се изгради. И која на вистина гледаме дека му значи на градот. Ама ако бил проблем од патот, тогаш треба не само ние, треба пола град да се застрами дека заради еден пат, кај што не можеле да се качат материјалите, не е направено копанки. Така да имаме обезбедени средства, имаме институции кај што, еве, како сега копанки, ова Пелистер Молика кој ќе биде самостојно, има луѓе кои сакат да сработат. Ве молам, сите иницијативи кои ги имате, кажете ги, седнете заедно сите, да ги сработиме, може не утре, ама за 1-2 години да се пофалиме дека нешто сме направиле за градот и дека ќе почнеме да живееме од туризамот и стварно можеме да живееме. Јас толку имам. Повели Димче, отпре. Само земи до микрофон. Можеш тука слободно, да. Повели. Добар ден на сите, јас сум Димче Попов, председател на Планинарски спортски клуб Пелистер. Нема да должам многу во врска со Планинарскиот дом Копанки. Знаете дека 10 години се привлекувавме низ едни лавиринти, дојдовме до судски процеси од политиканство. Сега добивме поддршка од општинската администрација, од општина Битола, префрлени се средства и веќе денес имавме договарање со Стенток градба да го гради. Никола многу добро знае дека во 2018 година на иницијатива, самоиницијатива со доброволни акции започнавме градење на Планинарскиот дом Копанки, имавме многу бројни донации во материјални средства и во парични средства, но за жал 2018 година ние стопираа жичарата, иначе како што кажа Никола, собственик на ски центарот Копанки на жичарата Искиливто е Планинарски спортски клуб Пелистер. 2011 година го дадовме на 10 годишно управување на Молика без надокнада, со обврска во договорот за потребите на Планинарскиот дом Копанки непречено да работи жичарата кога имаме потреба. За среќа многу години немаше потреба, единствено кога се организираше Планинарскиот марш за Димитар Илиевски Муратов, пренос на материјали, само тогаш баравне. Кога се наложи потреба за пренесување на одредени материјали, не сите се разбира, ни беше ускратено то право, согласно договорот, и ни беа уништени преку 350 вреќи цемент, преку 30 метри кубни песок, кои беа донација за да се изгради. Но да не се враќаме и да заприме еднаш со Копанки со политички нагласок, бидејќи сите овие 10 години то се манипулираше, да започнеме една нова иднина. Планинарскиот дом Копанки, да знаете дека е манастир на планинарството.
не е обичен планинарски дом. Иницијативата за негова градба започна 1936 година со документи. 36-та. Изграден е главно со работни акции, доброволни акции, понатаму во еден систем социјалистички и општествените организации придонесоа и секаде во светот државата и општините треба да ги помагаат спортските клубови и други организации, објекти и така натаму. Околу Копанки имам толку, се надевам дека Никола малце ќе се коригира, бидејќи сега треба да направиме нов договор, бидејќи се нов правен субјект. Ние направивме договор со 10 годишно управување, пак без надокнада, го дадовме ски центарот. Иначе, кога беше во функција Копанки, знае Никола, но тогаш не беше тој раководител, го нудевме и Копанки да го земат. Кога го зедоја ски центарот Копанки, го нудев, јас лично го нудев и Копанки да го земат, не сака. Но тоа е тоа. Имаме една друга работа, еден друг предлог во врска со изработка на студијата. Може би знаете или не знаете, има студија од 70-та година или 71 година изработена по налог по барање на општина Битола. Двајца стручњаци од Швајцарија изработија студија за развој на зимскиот туризам. Се надевам дека општината ја има таа студија, ако ја нема јас можам да ја дам како за помош, да му биде едно почетно, едно движење, да видат како тие стручњаци од Швајцарија изработиле студија. Иначе, по моје мислење, за развој на туризмот и масовното планинарење на Пелистер, најважен е патот. Имаме ние еден функционален пат преку Ротино, не знам од кои причини, се уште нити општината, никој не сака, јас 20 години тоа го говорам. Тоа е, мене ми се чини, најголем приоритет и уште една работа која може многу општината со многу мали средства да го помогни. Еве сега ќе започне пролетта ќе почне, може и сабота и недела да се организира автобуски превоз до инфоцентарот, да оди автобус. Имаше пред многу години таков превоз, имаше од Чекерезада до инфоцентарот, така да можат помасовно ќе се движат луѓето. Вака се собират, знаете, бензин скап, ова, дај дојме двајца, тројца, четворица, вака секој ќе седи во автобусот, да донира нешто општината, да биде една прифатлива цена, така да мислам дека најважно нешто е да почнат луѓето да одат на Пелистер. Многу луѓе не знаат што е Пелистер, некој мисла дека е езеро. Благодарам. Благодарам, Димче. Повелете, дали има некој друг да се јави за збор? Повеле. Да се представам. Горан Марковски, одговорен на ски центар на Жеполе. Најпрво би сакал да поздравам сите. Гледам дека сите има интерес за... Микрофонот смени го дојде или понапред или уклучи. Се извинувам. Ме радува што толку сме во голем број и сите имаме желба, значи нешто да се направи со Пелистер. Нормално сите објекти кои спаѓаат, како да речам, во негово владение, значи од угостителски објекти, од ски центри. Тука може да се размислува слободно и за развивање на селски туризам, значи тоа е директно до општината. Значи зошто до општината? Советникот Чулаковски рече кај кочи општината. Еве еден пример. Значи општината ќе се издвои средства и ќе ги подпоможи сите жители на село Нижополе да може една соба, ова како пример велам, значи една соба да ја уреди за селски туризам. Ако сте биле негде лево десно, сите сте биле пример, едно Плитвице, една Плитвички езера, село е со 100 куќи, а прима дневно, сигурен сум, појќе од 5000 туристи. 5000 туристи дневно, значи, значи во некоја не јака сезона. Која ми е целта? Значи, доаѓам од јавното предпријатие Стрежево, велиме зимска сезона. Гледате зимска сезона, за да имате, што ни се случува, врни снег 30 сантиметри, немаме туристи, луѓето му седат дома ските, не можат да излезат, со 30 сантиметри снег скијаме 10 дена и до скијањето на мускули. Значи на мускули, на не може да биде. Стрежево,
како фирма е комплексно предпријатие. Зошто? Затоа што има повеќе дејности и туризмот го ставам како последна дејност. Значи првенствено е прибирање на вода во акумулацијата, производство на електрична енергија, доставување на вода на рек за термокулите при процесот на производство на електрична енергија, имаме рибник и последно ќе оставам туризмот. Значи ние сфативме дека сезона како ова подхитно ни е потребен систем за вештачки снег. Значи проектот е готов, доби фирмата Aqua Inc, го изработи, чекаме уште параф од Министерот за транспорт и врски. Тоа е истата фирма која го изработи на Пониква. Замислете, Пониква има систем за вештачки снег. Сега, за да биде малце појасни работите, таму МЕПСО има дајано 1,5 милиони евра. Јас сум бил таму, сум видел како функционира и са си ќе речеме Пониква има систем за вештачки снег. Тоа е како да ви речат во Валандово има фудбалски клуб за прва лига. Значи таму некој друг ги дал пари. Стрежево моментално, значи бара, сигурен сум дека ќе се обрати до општината на било кој начин, значи да спонзорира. Предпоставувам дека вредноста ќе биде меѓу 25 и 30 милиони денари. Значи правиме мовет за капитален објект кој ќе остане во владење, дали на една партија, дали на друга, дали на трета. Ќе скијат наши деца, на нашите деца, значи нема што да му се случи за да се оштети. Ние сите знаеме дека општината дава средства према други спортови, не ќе се да споменам, и тие се јадат за една година. За една година. И ту ги јадат 30 души од клубот. 30 души јадат. А правиме мует за капитален објект. Друго што сакам да напоменам е, значи сега сакаме да спремиме во периодот кој следи, во април, значи да се отвори времето, ќе бараме помош од општината, сакаме да изградиме еден објект кој ќе биде како настрешница, модерен во смисла, значи со тенда, со стакларни, гилотина стакло, што ќе биде толку 18 метри и 6 метри широк и ќе ни треба помош од општината, значи за да добиеме дозвола за изградба на таков објект. Значи ова директно е советник Чулаковски, тебе лично ти се обраќам и тебе ќе те барам за ова, значи за ти да клаиш да едно парче помош, значи за да може тоа да го добиеме, а ние имаме веќе проект како тоа ќе изгледа. Целта ни е корона кризата, значи во корона кризата имавме скијање, а сите седеа надвор. На минус 15 луѓето надвор седеа. А кога би го имали тој објект, свативме дека ќе седеа внатре луѓето, има можност да се отвори, да се проветри и така натаму. Значи тоа е нека мала инвестиција. Се надевам дека општината ова искрено го сака и е многу назад до реализација. Значи студија, убаво рече претседателот Попов, значи некогаш имало студија од Делов, учествували Стрежево, каде што бил замислен некој ски центар на Орлови бари. Ние не успеавме, толку имаме големи луѓе во градот и не успеавме да ги намамиме. Значи градоначалниците не ги успеа да ги намамат, да речат чекајте бе луѓе, вие тројца сте. 3 големи фирми сте. Можеме да отвориме еден пат до Орлови бари и тука да застанете и да клаиме една карпа со исклесано вашите имиња, да речете овој патот севапе од вас. А после ќе бараме чаре, значи да се направи нешто друго, да се направи гондола и така натаму. Значи фирми ќе спомнам еве ГП Пелистер, Марковски и Стентон, еве да речеме ќе го спомнам. Значи тоа не е ништо за нив за да отворат пат, значи. А се имат земено во овие години, пример, од општината. Градот му даде, јас му дадов, ти му даде, друг, Петко, Рајко. Значи, се надевам дека општината искрено го мисли. Би сакал, а ќе се видиме сигурно ќе се видиме повторно, и мислам дека Стрежево ќе го има системот за вештачки снег, ќе го направи, ќе го користиме сите, за да не дојдеме во ова ситуација, вака пример, значи сега сме средина на зимата, а надвор е пролет. Може би температурите не се сега за производство на снег, меѓутоа кога ќе имаме опремата малце друго. Ви благодарам.
Може, само да прашам. Благодарам, повели Чулаковски. Ова со топовите со снегот ја поздравам иницијативата. Се што се прави горе е супер. Ви ветувам дека ќе помогнам за се што имате наумено. Чисто ме интересираше, пошто 2 години уназад тогашниот премиер Заев и министерот за локална самоуправа Милевски неколку пати се сликаа горе, најавуваја инвестиции, жичари, ски лифтови, меѓутоа тоа све е застанато. Еве, тоа беше во 2020 година, сега сме 2023. Се уште немаме видено ништо. Имате некакви информации за тоа, до кај, пошто вие директно бевте вклучени во изработката на проектот? Значи, она што јас го знам, сме изоставени од локалната самоуправа, значи, од Министерството. Од таа причина, бидејќи многу е тешко кога нешто ќе обеќаш, а да не направиш. И предпоставам дека нашиот директор тоа сака да го направи, значи тоа што го обеќа да го направи. Дали ќе го направи со помош на државата, дали ќе биде некое партнерство со општината, ние сме цврсно стоиме дека тоа ќе го направи. Сака да ни кажете дека тоа што беше обеќано од Министерството за локална... Да, иземени сме од Министерството за локална самоуправа. Значи тоа што ветуваше министерот не беше. Да, така? Да. А иначе беше, не би сакал сега да манипулирам со цифри, меѓутоа тоа беа некои средства за како за изработка на проект. Значи далеку е тоа што спомнуваш жичари, гондоли и таква работа. Значи Јас не го спомнувам, јас јавно го има тоа. Изјави биле тие од да не ги спомнувам пак, меѓутоа еве гледаме до кај сме стигнати и ќе се надоврзам само пошто го спомнате Мепсо со Пониква. Јас ќе ви ги спомнам и Попова шапка, која што исто Елем Турција стопанисува. Гледаме Попова шапка до кај стигната и каква инвестиција од неколку 100, не знам, 80 милиони евра ќе има сега. Ја видовте жичарата на Водно. Во моментот една од највлијателните личности, мислам дека директорот на ЕСМ, кој што треба реално како битолчанец да помогне за Битола, како што ЕСМ во претходните години помаѓаше, гледаме дека ништо не е направено во градот. Еве јас, пошто седницата ќе оди на YouTube, значи ќе може да ја слушни кој сака, јавно го повикувам. Конечно еднаш да се зафати, да се работи нешто за Битола, бидејќи е битолчанец и не само него, него сите наши битолчани кои што ги испраќаме Скопје во фотели, значи пратеници, министри и сите, тоа што си го обеќале барем да си го направат за Битола. Ова што Мепсо инвестирал во Пониква, тоа е дека некој запнал од Пониква за да се направи тоа таму. Значи, ни еден наш политичар кој што заминал од Битола до ден денес не се вратил овде нешто да инвестира во Битола. Сите заминуваат Скопје и ја забораваат Битола, што е многу жално. Ви кажав дека како советник ќе ви помогнам во се што имате план за развој за горе на Драгоцец. Ви благодарам. И сакал сам уште Ти нешто. благодарам. Повели Горо. Значи, морам да напоменам дека јавното предпријатие Стрежево е навистина поддржувач на зимскиот спорт. Идејата во изработката на систем за вештачки снег не е идеја за ние да ја зголемиме картата да биде 1000-1200 денари, пример. Значи, работата е да баравме чисто некој грант, кај што повторно ќе биде ноќното скијање 200 денари. Значи, 200 денари, 300 денари, тоа карта нигде нема. Значи, многу добро знаете ви. Денес картата во ски центарот е 400 денари за возрастни и 200 денари за деца. Дечина до 10 години ниту ги гледа некој, значи слободно да станат од дома, да станат од фотелите, да станат од таблети, од компјутери, значи да изгледат, да се релаксираат, да имат социјален живот. Значи никој не сме да рече дека јавното предпријатие Стрежево не го поддржува посебно зимскиот спорт. А навистина дека има уште големи идеи, пример тоа да биде и налето. Зошто да не биде налет? Зошто да не биде налет? Ништо не треба. Ништо не треба. Пластична подлога и да биде некоја атракција која ќе биде само во недела. Идеи многу, битни се мислам средства и да бидеме ефикасни. Значи ова да не се влечи студија сега ќе правиме 5 години. Затоа што по 5 години развојот на нешта да се идат некои други дечки, нема да биде Појке Чулаковски, нема да биде Габриела, нема да биде Бојан, нема да биде Горан и така натаму ќе бидат некои други, а тие ќе имат некои други своји идеи. Затоа треба може силни темели да се стават и навистина да се направи проект кој и идните ќе мора да го заврши. Токму заради тоа почнуваме, пошто претходните 30 години, како што реков,
од кога сме надвор од Југославија, никој сериозно не се нафатил за ова, меѓутоа не можеме да правиме нешто без некаков план и идеја. Значи, зато го баравме ова, да имаме некаква почетна точка, како што рече Габриела, да знаеме од кај да тргнеме и што ни е најпотребно натаму да возиме работат. А дека можеме нешто да почнеме, дека утре ќе градиме, не можеме одма. Меѓутоа, еве, зато сега, баш во скијачка сезона, разговараме можда за наредната сезона што можеме да подобриме најбрзо што можеме. Поред ти благодарам, колега. Повели, Али. Вака. Идејата за ваква стратегија е општина Битола да овозможи инфраструктурни услови за развој на туризмот на Пелистер. Значи, една од главните точки што треба да ја поздравиме е носењето на планот за село Нижополе. Општина Битола по судни маки по многу години го донесе тој план. Тоа беше придобивката да се овозможат услови за жителите на село Нижополе на одреден начин да можат да имаат можност да искористат грантови за да можат да развиваат селски туризам. Значи, општина Битола го отвора патот за користење на такви грантови, а таја не ги дава грантовите за развој на туризмот. Исто така, оваа стратегија особено треба да се однесува на инфраструктурните услови за развојот на туризмот на Пелистер. Патот за Ротино, јас сум малце постара од половина овде и се сеќавам дека беше многу атрактивно решение, дури во периодот кога со Националниот парк и Шведската развојна агенција, како се викаше, не ми текнува, се направи едно идејно решение, финансирано од нив, тој пат да стига до Голема ливада, а Голема ливада да има и монтажни градби за поврзани со развојот на туризмот. Мене ми е жал што поради човечки фактори тој проект пропадна и Швајцарската развојна агенција се повлече од донациите на тие 2 милиони евра тогаш обеќани. Меѓутоа, без ние да го обезбедиме патот за Ротино, без да обезбедиме овој колектор сега што се прави и без да ги обезбедиме основните стратешки елементи за развојот на туризмот, не можеме да разговараме за за субјектите кои таму ќе имаат можност да речам деловните субјекти кои ќе имаат и економски бенефит од тоа. Значи, не само за деловните субјекти, туку и граѓаните на Битола да имаат бенефит од тоа. Значи, целта да се насочиме стратешки дека првен треба да ги обезбедиме сите основни инфраструктурни елементи и ова што предмалку го чувме за таа стратегија од 70-та година. Исто така во еден период кружеше една стратегија за развој која беше изработувач Златко Стериов, кој работеше овде во општина Битола. Има, вервајте, многу сработено со многу податоци. Да ги собериме сите тие работи за да можеме понатаму на нив да се надоврзиме и понатаму да ја развиваме оваа стратегија. Иначе, целта е, повторно се повторувам, да се обезбедат услови. Сега, во моментот, Нижополе ги има сите услови да може да обезбедува грантови и самите жители да го развиваат туризмот во Нижополе. Благодарам. Ти благодарам, Ани. Повелете некој од присутните дали сака да земе збор? Повели Филип. Само дојди на микрофон негде каде што има. Здраво на сите уште еднаш. Јас сум Филип Стојчевски, представник од Винарија Чифлик, воено и Сдруженијето на гостители ЕСНАФ. Фала му на Господ што не викнавте така. Да се состаниме, ова беше барање и на кон претходната градоначалничка и кон сегашниот градоначалник и информациите што ги добиваме дека тука луѓе се стават колку само за да функционира тој комитет.
и то не е правено, оти гледаме градот ни пропаѓа и ако сакаме да оди напред, туризмот е тој што може да ни донесе една од клучните точки за да може нешто да направиме. Сега супер што се разговаравме за Пелистер и мојот објект е така во планинскиот дел, ама мислам дека треба да се обрне внимание исто и на делот што веќе ни носи туристи и како тој дел да се подобри. Ако сватив, ова е студија за развој на туризмот. Летен и зимски тури. Зимско-летен туризам на Пелистер, јас мислам дека ни треба обсежна студија за развивање на целосниот туризам во градот. Имаме антички град во центарот на градот, кој го има тоа Рим, Ефес, Турција, така, значи уште едно место. Имаме виртуелна реалност, двогледи ти работи што може да ги набавиме и да ги направиме уште сега. Значи на Дубај, ако се качите најгоре на Буџар Калифа, има еден двоглед кој се видиш во него, ти покажува како било пред 10 години, пред 20 години и така натаму. Ние можеме да направиме, имаме и фирми и IT сето тоа, кај што може туристите што ни идат, што ги привлекуваме со нашите објекти, со нашите гостителски напори, да му кажеме дека таму кој ќе појдете, ќе може да видите виртуелна реалност како функционирал антички град. Значи Хераклеја треба да ни биде еден од приоритетите, како да го подобриме, за да знаеме каде ги пуштаме туристите. Втора работа во однос на Пелистер, еве јас сум исто председател на Ротари клубот Пелистер од Битола. Ние изработваме апликација која што ќе подариме апропо на општината и на градот, кај што ќе бидат мапирани сите пешачки патеки во соработка со ПСК, во соработка со планинарите, кај што ќе можат да си ја спуштат туристите апликацијата, да знаат на која патека движат, од кој аспект на безбедност и така натаму. Второ, значи во однос на, пак ќе речам Пелистер, покрај постоечките патеки и така натаму, имаме еден предлог за копанки. Ова искрено го гледав како лична бизнис идеја, ама еве ќе ви го предложам. Тоа е летно скијање на копанки. Имаме најблизок пример копалник, нека се организира општината, нека побара кој ја правил таа студија, што ни треба и дали може да го направиме. И после ПСК нека го понуди на инвеститори што сака да го прати или нека го направи молика. Јас ви гарантирам дека повеќе од тој летен туризам нема ништо да меси. Ќе бидеме втори на Балканот, ќе бидеме единствени во регионот, ги враќаме грците и враќаме еден куп, значи туризам ќе се развие. Обрнете внимание и на тоа. Исто ако гледаме од аспект на приватен инвеститор, процесите во општина страшно кочат. Јас чекам 2 години дозвола за градба, пак што ќе привлечи туристи, што требаше да се заврши за 6 месеци, не прамувавет па за одбирање на рокови за прање нешто, што мисля дека ќе ни направат нас добро, само ни прат катастрофа. Значи, обрнете внимание на процесите и кои луѓе се инволвирани во ова. Со туризмот можеме да добиеме многу и инволвирајте не поќе. Користете. Имаме дечки, имаме вработени во општина, ако не му лежи тоа што го работат, пошто не работат ништо, дајте да составиме едно здраво одделение, да се соберат луѓе со идеи да почнеме да ја реализираме. Пари ќе се најдат. Дали однадвор, дали однатре, така да, тоа имам да го кажам за сега. Инфраструктурно супер, се може да се реши, ама има работи што може да ги направиме со многу малце пари, спрема парите што се шиват во тендери, проценти и така натаму, пола од тоа да се одвои и ќе направиме многу. Фала. Ти благодарам. Некој друг, дали има нешто да се вклучи во дискусијата? Повелете. Добар ден, да се представам. Јас сум Васко Нумовски, раководител на Македонија ПАТ, подружница Битола. Пошто по повеќе пати бевме спомнати во делот од патиштата, сакам да кажам дека некој ако сака да оди некаде, покрај што му треба превозно средство, потребен му и пат. Нашите патишта ги знаеме сите какви се. Добри, лоши и некаде воопшто ги нема. Како што беше делот за Копанки, делот за Одротино. Подружница на Македонија ПАТ опфаќа поголем реон од Република Македонија. Тоа се 7 градови: Битола, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Прилеп и Македонски Брод. Ние како подружница секоја година даваме предлог до јавното претпријатие
за државни патишта за изградба на дотрајни коловози. Тој предлог што го даваме ние опфаќа повеќе патни правци во регионот, а горе во јавното предпријатие тие одлучуваат кои патни правци ќе ги прифатат за сезоната што треба, за градежната сезона што треба да се работи. Во еден таков предлог беше опфатен и Пелистер и Нижополе. Во 2021 година беше прифатен предлогот за надградба на дотраен коловоз од Црвени петли до ски центарот на Нижополе. Се работеше во две фази. Првата фаза беше во должина од 5 км од Црвени петли до влезот на селото. Втората фаза беше во 2022 година во должина од 4 км од влезот на селото до ски центарот на Стрежево, на Нижополе. А во делот на Пелистер сакам да кажам дека оваа година го имавме дајано како предлог, меѓутоа не беше прифатен. Зборам за делот од Голема ливада до хотел Молика. Последна надградба таму се направи пред повеќе од 10 години во должина негде од 2 км од хотел Молика до детското одморалиште. А онај дел кој што го спомнавте сите, делот од Ротино до Голема ливада, тој пат е спомнат како идеја повеќе години. Јас сум 30 години во Македонија пат и во првите години кога дојдов се спомнуваше дека тука ќе се гради пат кој што ќе изгледа Голема ливада и до ден денес не е изграден. Значи тој захват е во надлежност на јавното предпријатие за државни патишта. Уште нешто да кажам во врска со патни управи за Нижополе, пошто таму има едно слечиште кое подолго време, слечиштето зборам што е пред селото, кое што подолго време е во пропаѓање, повеќе пати се извршени захвати. Ова година е во потребно да се изработи мост. А другиот дел кај што има уште едно слечиште, исто ова година тој е од помал захват, мислам дека и тоа ќе се заврши. Толку од мене, благодарам, ако имате нешто можете слободно да ме прашате. Извинете малцем за тремата. Во ред, ви благодариме. Значи, како што разбрав, Ротино Голема ливада има веќе изработен проект, кој што бил од порано. Не, нема изработен проект, само е некој предлог. Предлог? Да. Добро, може значи ние да се обратиме како општина да видиме дали јавното предпријатие за државни патишта во програмата за 2023 година има предвидено изработка на некаква проектна документација или во некоја друга развојна програма предвидено да се изгради тој пат кој што го спомна и Никола од Молека. Да, ако ми... На микрофон дојди само. Седни овде, слободно. За патот Ротино до инфоцентарот консултирајте се со Јорго Шундовски. Тој е проектант, идејата беше кога беше министер и мислам дека сигурно ќе ви помогне. Патот е во функционален. Оттаму човек што работи во Молика се идеше со джип, значи функционален е. Само треба не многу големи средства и не многу голем зафат и да биде во функција. Не можеме Пелистер да го оставиме со еден пат преку Магарево, кај што не може еден минибус да помени, таква е инфраструктурата таму. Така. Зошто преку Ротино патот досега не е изработен? Има повеќе работи што некои ми се познати, некои не во манипулација се. Благодарам. Добро, повели Никола. Ако ми дозволите само уште едно мало појаснување, значи сите гледате дека во сите дискусии основен предуслов за развој на туризмот или на Пелистер и на општината е инфраструктурата, така? Мојата прва заложба во 2017 година како дојдов како раководител на хотелот Молика беше баш околу оваа проблематика, пристапниот пат до Пелистер и до хотелот Молика. На моја иницијатива побарав средба во директорот за Агенција за државни патишта, побарав средба од министерот за транспорт и врски
и ги најдов документите со кои што трасата е дефинирана. Верувајте ми. Ги видов, ги имам, дел од нив, ќе помогнам ако се инициира општината да се заложи да влезе во фондот за патишта. Ако само да ви појаснам дека сите овие години наназад на Google кој отворил и кој се логирал да пристапи од Охрид према Молика, Google го води до Голема ливада. Еден куп имаме туристи од странство кои што во ноќните часови заглавуваат во нивите во Ротино. Зошто? Затоа што патот е поставен на Google, не е случајно. Значи некој ги побарал документите од државата своевремено и таа траса ја ставил, значи Ротино, Голема ливада. Можете да проверите, ќе видите. Што значи постои документација, ве уверувам, затоа што ја видов во Министерство за транспорт и врски и во Агенција за државни патишта. Кај е застанато, треба ние во функција на оваа стратегија за развој на туризмот на Битола, на Пелистер, да ја инициираме таа иницијатива за изградба на тој пат. Добро, ти благодарам, еве нека влези во записник да се испрати едно барање за информација до јавното претпријатие за државни патишта, Министерство за транспорт и врски, да ни информираат дали има изработено проектна документација за изградба на овој пат, долку нема, дали планираат да изработат, тоа да биде, да знаеме, наредно кога ќе се видиме, да видиме до каде е изработката на овој пат, односно ако треба и да се потегни по оние кои што доаѓаат од Битола, дали преку пратеници, директори, министри, да влези во некоја од програмите на Министерството. Тоа е. Повели. Тоа е точно патот, да, трасирање таму и сите, како што рече Никола, на Google мапи водат преку тој пат. Покрај нашите државјани, што не е толку страшно, странски државјани заглавуваат таму. Се случи пред неколку години холанѓани да бараат оштет од преку 100.000 евра, затоа што Google ги наведе, мапата ги наведе на тој пат и заглави ја. Добро, значи Ова е голема дискусија, ама кога веќе, извини Бојан, кога веќе ја отворивме, само сакам да ви нагласам уште нешто. Дека Македонија пат има налог од Агенција за државни патишта да го одржава баш тој пат. Постои документ кој што Македонија пат има обврска да го одржава патот Ротино, Голема ливада, што не постои. Потегот од село Магарево до Голема ливада го нема никаде. Значи нема обврска Македонија пат, иако го чисти со години и летно и зимско одржување. Што значи тука е таа спрега на некои си недоречености кои што се уште од 91 година, можам да кажам. Значи Македонија пат го одржава патот на документ, а реално го одржава патот кој што го нема на документ за задолжение. Ова е најточно. Благодарам. Павел Иванче, имаш. Добро, ти благодарам, Бојан. Јас сум Иван Чоточевски, ќе се обратам како представник на Сдруженијето Олимпус Монс од Битола и како ќе зборувам и како дел од тимот на Mountain Solution. Слушнавме најразлични дискусии, меѓутоа она што беше моје истражување посебно во последната година и нешто, стигнав до една германска студија. Го имам со некој од вас ова разговарано, меѓутоа стигнав до една германска студија, значи предвидувања, 14 институти германски работеа на таа студија, предвидувања за економски гранки кои што во наредните 10 на 15 години ќе бидат највносни на тлото на Европа. Значи на прво и второ место се нано и биотехнологијата, посебно во делот на производство на здрава храна, здравство и така натаму, здравствена индустрија и така натаму. А додека на трето и четврто место се туризмот, со нагласок на здравствениот туризам, значи нега на стари лица, и на четврто место е значи искуствениот туризам. Она што на Пелистер ние го имаме во изобилие и имаме најсилен потенцијал, тоа е искуствениот туризам. Не знам зашто никој не размислува во таа насока. Зашто зборувам тука, можеби само Тони може точно да ме разбери, тука Јонче Муратот,
Оливер Топлазиев и Никола, и мислам дека таа е насоката во која што треба да размислуваме. Ако веќе некој направил истражувања, задал некои смерници, значи мислам дека само треба да ги следиме тие смерници. Зборувам за искуствен туризам затоа што верувајте, од она што е мое искуство како дел на тимот на Mountain Solution, значи тим кој што носи во Битола повеќе од 3,5 до 4,000 туристи во текот на една сезона. Не знам дали некој друг носи повеќе луѓе во Битола од надвор. Значи како дел од тој тим имав навистина вака прилика да се уверам во истото, дека никој денес во 21 век нема да му е гајле за меморијален туризам, нема да му е гајле за што се случило на Пелистер во Прва светска војна, нема да му е гајле толку многу за антички град Хераклеја, меѓутоа и како ќе му е гајле да видат едно добро изгради сонцена антена, да видат, не знам, зајди сонце на Пелистер од Ветерница, да видат некој друг видик од Орлови бари и така натаму и така натаму. И за сето тоа потребно ние заеднички да работиме, кога веќе збораме за стратегија, заеднички да работиме на промена на културата на живење и на битолчани, и на Македонија, и на македонците, и како Битола мислам дека имаме предуслов да бидеме носител на тие промени во државата, затоа што имаме луѓе кои што навистина имаат познавање, имаме луѓе кои што имаат огромно искуство, и токму поради тоа, таа беше примарната причина поради која што како здружение го организиравме настанот 1 на 1, значи втора година, иначе 12 години со ред се качуваме на 1 јануар, меѓутоа ова година и ланската година, заедно со подршка на општина Битола, рековме да дадеме на поинаква димензија на цел тој настан од две причини. Првата беше тоа што, уште еднаш да си докажам сам на себе, меѓутоа и да привлечам внимание на локалната и на централната власт, меѓутоа и на угостителите во градот и сите други кои што ги тангира темата туризам, се со цел да привлечам внимание да видат дека навистина на тој настан 1 на 1 не дојдеа луѓе кои што сте влюбеници само во планината, туку дојдеа луѓе кои што буквално дојдеа на дочек на Нова година. Сите тие кои што беа надвор од Битола, беа тука, останаа тука по 3-4 дена. Тие 3-4 дена тука трошеа пари низ Битола. Значи тоа е примарна цел беше првична таа, и втора работа да покажам дека Битола има луѓе кои што се ентузијасти и кои што би работеле активно на изработка на урбана опрема која што е потребна во Националниот парк Пелистер да ја има, со цел да го јакнеме искуствениот туризам. Значи втората цел беше таа на овој настан, уште еднаш ќе повторам, од тука меѓу нас тука е до мене Тони, пак ќе ги спомнам и Оливер, и Никола, и Јонче, верувајте, станува збор за и многу други кои што не се во моментов тука присутни, меѓутоа станува збор за луѓе ентузијасти кои што навистина се подготвени во секој момент да дадат максимална подршка и да одговорат на она што реков, изработка на потребна урбана опрема за развој на искуствениот туризам. Верувајте, за такво нешто ни се потребни најмалку средства ни се потребни од се ова друго што беше спомнато, а верувајте дека со еден добар план за 2 до 3 години можеме сето тоа како ентузијасти да го сработиме и без никаква дополнителна промоција. Јас најодговорно ви тврдам на сите дека најмалку во првата или втората година после сето тоа сработено, ние ќе имаме зголемување на бројот на туристи за најмалку 10 пати. Ако сега, според мои проценки, Јонче тука може би има малци поголемо искуство од мене, според мои проценки, зборам луѓе надвор од Битола, ако Пелистер, зборам што идат само иницијативно, ако Пелистер го посетуваат сезона 15 септември до 15 мај околу 3 до 4.000, тогаш би имале најмалце 30 до 40.000. Со многу помали инвестиции. Начна една тема за изработка на апликација, и тоа е за поздравување во Тексум и со таа работа, што ја работат. Значи, ние мора да најдеме начин, го знаеме кој е начинот, да работиме активно сите на промена на културата на живење, на размислување, и навистина Пелистер треба навистина да е еден двигател на локалниот економски развој. Сега, кога зборуваме за туризмот, не смееме да бидиме малку и помалку, може не е најдобар спор да речем себични, меѓутоа мора да размислуваме регионално.
Со Тони на неколку пати сме разговарали и со дечките кои што се дел од Extreme Bike. Значи можеме да направиме луѓе туристички патеки за маунтбайк во делот на општина Ресен, општина Демирхисар и општина Битола, повеќе од 100 и кусура километри. Исто така и за сето тоа се потребни многу малку средства за бенефитот кој што ќе го имаме веднаш после завршувањето на таквите проекти. Мора да размислуваме за целосно ставање во функција на она што ни сега инфраструктура, како што е Копанки, како што е Големо езеро, и има тука уште многу работи да кажам, меѓутоа не би сакал да оптеретвам дискусијата затоа што веќе долго време сме тука, меѓутоа забораваме за една работа. За развој на туризам нас ни е потребна приказна. Според мене, еве нека ми прости Јонче, може тој требаше да го каже, меѓутоа еве, може би тој е доволно скромен да не го каже, меѓутоа според мене Димитар Илиевски Муратот е најсилниот бренд што го има Битола во делот на развој на Национален парк Пелистер. Ние гледаме секоја година што ни се случува со маршот на Муратот, домот на Големо езеро се вика Димитар Илиевски Муратот. Значи ние ако не размислуваме да го јакниме тој бренд, значи според мене најсилниот, најмоќниот пелистерски бренд, значи битолски бренд. За подвигот кој е направен 89-та година нема што да разговарам. И треба сите да се засрамиме што досега ништо не сме направиле на таа тема. И ќе ве замолам во иднина, доколку идеме тука и дискутираме за стратегија за развој на туризмот на Пелистер, ќе ве замолам значи да се воздржиме сите да даваме некаков политички тон на дискусијата. Пошто навистина овде сите сме дојдени заради некоја друга причина. Има меѓу нас и луѓе кои што доаѓаат од политички партии, сме активни се уште таму, меѓутоа кога сме тука ве молам да се воздржиме од политички тон на дискусијата и на дискутирање. И не знам, еве, само ќе нафрлам дека Големо езеро, домот, се знае што треба да биде. Меморијален центар на Димитар Илиевски Муратот, кај што ќе биде навистина изложено буквално, како што кажа, преку една виртуелна, не знам, мапа или виртуал реалити или било што и да е, каде што ќе имат прилика луѓе да видат. Значи ние можеме да правиме приказна. Ние можеме да правиме приказна каде Димитар Илиевски Муратот го правеше тренингот за на Монте Еверест. Кои се тие патеки од изградба на Вија Ферата, од многу други работи. Значи се имаме тука, само треба да го искористиме. Сакам да упатам благодарност од досегашната соработка со Националниот парк кој што сум имал лично. Навистина се расположени за соработка, искрено бев многу позитивно изненаден и мислам дека во таа насока треба да се движиме и ако има нешто тука Тони да ме дополни околу изградба на бајкерски парк, и тоа е стварно една многу добра работа, значи зборуваме за работи кои што се во голем подем на светско ниво и на крајот еве се нудам и јас самиот да бидам дел од оваа стратегија, значи нормално пробоно. Меѓутоа, ако се зафатиме навистина здраво да работиме, да сработиме еден стратешки документ кој наредни 4-5 години ќе биде навистина една библија за локалната власт пред се, затоа што и како локална власт можеме многу да сработиме. Да го поздравам ова навистина за поддршката за изградбата на Вија Фератата, на авантуристичкиот парк и на зиплайнот. Навистина, еве тоа е искусствен туризам. Еве тоа во голема мера ќе ни помогне на сите ние кои што некако се трудиме да донесеме по некој човек од надвор. Еве, тоа е навистина е топ инвестиција. Со многу малку добиваш многу појки од се друго. Ви благодарам. Ти благодарам. Габриела си имаше прва за збор после. Многу ќе бидам кратко, и стварно многу време сме тука и ќе се надоврзам на представникот од Македонија Пат и на Николче. Значи, основата на се е комуникацијата, да не се лажиме. Ако ние не знаеме што проблеми има Молика, Нижополе, Националниот парк, ние не можеме се да знаеме. Ако вие не знаете општината или граѓаните кај имат проблеми, не можете да делувате. Значи, не знам каква била праксата порано, ама ваквите средби мора да бидат многу почести, може не во толкав голем формат. Ама во овој момент, барем јас како советник, сакам
секој да биде отворен, транспарентен и да се седни, па дури да не може нешто да се направи, значи фер е да се каже, луѓе, ова не може да се направи. Морам да го кажам како позитивен пример, средбата со Националниот парк Пелистер, дојдоја, кажаја, ние кажавме, се си помина супер, немаше политизирање, немаше драматизирање, немаше ништо. Мора да почнеме на тој начин да ги решаваме работите. Буквално да не е важно кој од кај, меѓутоа да се најде солуција на проблемот. Би сакала Дејан замина или тука е уште? Извини, јас те вратив. Нема гајле. Значи, како представник на општината во делот на туризам, би сакала да запиши во записник дека ќе одредиме временски период од пример, не знам, 1 месец, месец и пол, откако ќе се распиши јавниот повик, дека сите ќе бидеме известени кога ќе биде распишен, сите ќе бидеме известени на кој начин ќе оди постапката и сите ќе бидеме вклучени онака како што треба и на начинот на кој денес разговараме. Значи, настрана од овие формални средби, сметам дека средбите, разговорите и комуникацијата мора да бидат воспоставени со сите кои се присутни тука. Оти не може еден човек да ги знае сите проблеми и другите луѓе да не ги знаат проблемите на другите за да може да се решат. Јас толку имам да кажам, извинете. Ти благодарам, повели Тони. Вака, јас сум од Extreme Bike Team Битола, организираме трки, одиме по трки со точаци. Пелистер, веќе 15 години градам патека, имаме патека, одржаваме меѓународни надпревари, секоја година има од поќе од 10 држави учесници, ама таа е само за професионалци. Сега сакаме ова година да направиме патеки за рекреативци. Како што почнавме да градиме веќе Смолево. Смолево веќе сакаме да направиме голем бајк центар, а истото и Пелистер. Со помош националниот и Елем од Молика тука што се, тие ни поможат и сакаме да направиме са патеки рекреативни од Копанки тука тојдат. И ако се направи нешто за летно скијање, ќе биде супер. Од овој регион нема ни една патека даунхил како што имаме ние на Пелистер со тие услови. На Балканот се неколку само, со жичари, со сите работи. И тоа е само од мене. Фала. Некој друг? Повели Никола. Здраво на сите. Никола од Повздруженијето. Јас веќе работам и на поќе полине, работам покрај тоа во како туристички водич, планински претежно туристички водич и ќе го кажам онај аспект од гледањето на сликата на оние кои го посетват. Наречам не само градот, туку и Пелистерот и претежно работам на планинскиот туризам. Иванчо спомна дека во туристичкиот туризам еден толкав тренд зема замав сегде во светот, така што дефинитивно треба да се посветиме многу поголемо внимание во тој аспект, како таков. И би предложил да се започне, да речам, со помали чекори за почеток, кои би се реализирале брзо и ефективно и би имало прилично добар ефект за регион општо и за нашиот град. Ко земам пример Смолево патеката со грант од колкуто ни пари? Во евра колку ида тие? Со 100.000 евра ќе биде нешто стварно феноменално. Така да треба со такви работи. Треба да работи, имаме една голема забелешка спрема Националниот парк. Стално борба имаме со моторите и атевињата. Значи треба Националниот парк стварно да поработи на то поле, да се ограничат тие работи во склоп на Националниот парк, посебно во викенд. Од тие стварно, посебно во летните денови, многу не е добро и не е соодветно, дорека си шеташ ти дали со група, дали со клиенти на Националниот парк, дали со деца фамилиарно, кои претежно до Кајцапарска често се на шетање, за викенд многу често има мотори и атевина кои се движат по патот. Значи мора тука да делувате. Една најголемите забелешки од странските клиенти е таа претежно кога се враќаме дали од Пелистер покрај
прекрасен доживлеј горе на Пелистер, дали на антена, кај да е, надолу некој кој ќе прошиша со моторите и да треба да дишита прашини да летат камења на сите страни. Дали да одредите еден ден во неделата работен, кој ќе му дозволите, иако и то не е дозволено, до одредени граници на парко, треба тука да го решите тој проблем, да речем. Друга работа е исто да се поработи на голема ливада, да најдеме некој начин, дали општината или некој да му се помогне таму за вецина. Мислам дека исто проблем голем, доста е поседена голема ливада и како такво да се најде некој решение за тој дел. Претежно млади деца со фамилии што шират, што посетват голема ливада. Други работи се оние кои му фалат на Пелистер и не само на Пелистер регионот е анимација. Нема анимација кај нас. Оне што ќе дојде да посети на Пелистер треба да се задржи поради нешто. Кај нас воопшто немаме никаква анимација. Претежно зборам за налето. На зима е скијањето, на лето немаме никаква анимација. Со малце пари може да се направат, како што рече и сите овде, многу добри работи може да се направат, има и предлози. Стрежево може да се направи да почне да работи, не знам, од страна, ви кажувам ова, од страна на клиенти со кои ќе помидиме таму. Да се поработи на квалитето на, во смисла, на ресторан. Да имате некоја малце подобра понуда во тој подем, кај што ќе се задржи човек кој ќе поседи тука. Друго, може да се направи анимација, има фондови кај што сето тоа може да конкурирате како такви, не знам сега како функционирате во полето на туризам, али стварно треба да се посветите на тој дел. Вештачка карпа. Има можности во регионот кај што сега и на Јахорина ги изведоја, во лето, низ цело лето може да има анимација со оние така наречените боб санки што се, кои ски лифтов ги имате, ја користат инфраструктурата на ски лифтов, ги носат со санките до одредена горе локација и после тоа со тие санки се пуштат надолу. Така да луѓето ќе имаат за што да дојдат горе. Тие би биле некои забелешки. Добро би било општината да видите, чулак, она што е бараката на Карши музејот. Таа не знам дали е наша општинска, да речам. Добро би било да ја побарате на користење, да ја остапат, да се направи еден инфоцентар таму. Киц дополнително, али као ударно тука, бидејќи е паркингот тука, добро би било тоа да прерасти во еден туристички инфоцентар, кај што ќе сите овие работи ќе му се нудат, после оттаму ќе се насочват, да речам, луѓето во склоп на градот. Штета е што седита така празна и не е искористена, да речам, објект. Тие би биле некои така забелешки кои би можеле да ги разгледваме, да се почнат со малце пари, дефинитивно, па после да се размислува за стратегии во смисла скијачки центар спрема Скрково, Муза, големи работи, со помали работи, пред се фали анимација горе на Пелистер. Главно нешто што ни фали е анимација. Тие се главните работи како такви. И ако збораме за затворени објекти, било добро тоа да го застреже во Соднесо, бидејќи планира да го направат како настрешница вона, гледајте да го направите да не е ресторан во вистинска смисла, оти сепак секој кој оди горе оди да седи надвор, да прошета, а не да седни пак и да јади и да пие. Побрзо да изгледвајте некоја анимација кој што ви викам да направите, би ги задржале, него да дојдат да биде како вторши Роксока горе на Стрежево. Вештачка карпа, ова санките што се со лизгање се стварно доста атрактивни и адреналински нешта во кои секој би можел да ги посети со фамилија, со деца. Така да тие би биле така некои работи во кои би можело да се работи. Толку мислам дека би имал јас. Пред ти благодарам. Една работа сам пропуштил. Во Националниот парк Пелистер бидејќи по прв пат сега. Микрофонот само ако сакаш. Значи конкретно за Цапарска пресека, тука имаме рампа ние поставено со знаци каде што има забрана за движење на моторни возила.
зародена за лов, риболов и така натаму. Меѓутоа, луѓето со 4 циклите и со моторите под рампата си ги пикат моторите и си пак се качуваат. Значи се работи тука за степенот што го имаме на култура и на свесност. Тоа е проблемот вистинскиот, значи не знам стварно како би го решиле тој проблем. Еве, ако имате некој предлог, слободно кажете го. А за Голема ливада, да, едно од најпосетените места. Тука ќе биде и зиплайнот што веќе е во изградба, така да би имало тука вециња. Значи би имало вециња, се работи на тоа. Така да тоа е тоа. Националниот парк е отворен за секакво вид на соработка. Ја поздравуваме ова иницијатива. Благодарам, толку имам. Добре, ти благодарам, Павел Иванчо. Само мало дополнување, значи апелирам уште еднаш, еве и до тебе Бојан како заменик градоначалник и координатор на советничка група, советници тука други се присутни, значи средствата кои се доделуваат на здруженијата. Ве молам сериозно размислувајте да бидат да се доделуваат според дефинирани приоритетни оски. Значи една од најклучните работи каде што општината на вистина ако на тој начин размислува и работи функционира, значи на вистина невладиниот сектор ќе го има како вистински реален партнер. Затоа што пак ќе споменам, имаме потенцијал од голем број на ентузијасти кои што се буквално подготвени во секој момент на вистина да работат на благородна работа. Нешто што ќе направиме и ќе оставиме трајни вредности. Значи трајни вредности. Еден видиковец кој е направен на Пелистер, еден видиковец пред 30 години е направен, еве го уште функционира. Уште ние едно од најпосетуваните локации на Пелистер. Зошто? Затоа што има видиковец. Тоа е. Значи ве молам, размислувајте сериозно, ако веќе е доцна за ова година, меѓутоа за наредна година мора средствата додат според дефинирани приоритетни оски. Така ќе има многу поќе пари, ќе има многу поќе бенефит. И општина Битола, и локалната власт, и здруженијата, и сите ние кои што сакаме активно да работиме во насока на развој на туризмот. Благодарам. Добре, ти благодарам. Повелете дали има некој друг да се јави за збор? Павеле Королевски беше прв ти. Поздрав до сите. Само да дадам информација, немам целосен мандат нели да зборувам за нешто што е почнато како иницијатива. Доаѓам во името на културно-информативниот центар овдека. Да кажам дека првиот дел во однос на статутарните измени во однос на отворање на туристичкото информативно биро во Кино Монаки се направени и дека лично јас учествувам во програмска подготовка за туристичка промоција на офицерски Кино Монаки, а со самите подготовки за отворање на туристичкото информативен центар ќе биде во склоп на сите останати активности кои се десуваат на туристичката промоција на општина Битола, која ќе ги тангира како самиот град, микролокациите, манифестациите и Пелистер. Значи, ова да ви ја дадам прво како информација, детали не имам затоа што сега се изводи првиот чекор, така да верувам дека ова општинска установа и тимот кој работи таму за скоро време ќе може да направи нешто оперативно, имаме предуслови за тоа, имаме поддршката и очекувајте и очекуваме соработка. Толку од мене за овој дел. Благодарам. Добре, ти благодарам. Павеле Королевски. Ти благодарам, колега председавач. Почитувани присутни од сето она што може да го слушнам и да го заклучам, и ние како советници, единствено што, не знам, вие ќе дајете размислување, меѓутоа, ако сакаме да имаме резултат, треба да биме малце професионални. Во спортот, ако се успева, мора по-професионално, во културата, во било кој сегмент. Ние во општина Битола немаме оделение за туризам. Ако сакаме професионализам, секоја чест да не ми замери представникот од општината Дејан, си работи, ама од еден
имаме тек за представник за европроекти, тек представник за за клима уреди, тек представник за сега за туризам и така натаму. Јас говорев на една од минатите седници кај што велиме ни треба и оделение за проекти, така. Ако оделението за туризам треба да изработи некој проект, ќе му го предаде на оделението кој што работи на тие проекти кои што годишно врват преку фондации, невладини организации, USAID, UNDP и така натаму, швајцарски амбасади и така натаму. Значи прва работа што треба како општина Битола, за да можеме, не вака, добро е што се собравме еднаш. Може би уште еднаш, 2 пати, 3 пати годишно, ама за да има постојана комуникација, на што го спомна и председателката на Советот, треба да биде професионално. Значи мора оделението во континуитет да го работи. Секојдневна работа. Еден, двајца вработени мора општина Битола, тоа да си го направиме како домашна задача и како совет за да можеме комуникацијата да имаме и со Стрежево, и со Молика, Националниот парк, ПСК Пелистер и сите невладени организации. Така проблемите и идеите ќе се канализират во едно оделение и ти биме професионално. Втората работа е што сите идеи кои што доаѓаат според мене од било која институција, дали од Стрежево, дали од Молика или било, во секој случај мораме да ја гледаме и призмата на финансиска одржливост. Можеме да посакуваме било што. Еве, бидејќи од Македонија пат, вела, дали е, значи постанува, ние велиме, битолчани ни треба автопат Битола Прилеп. Меѓутоа, кога ќе ги направат пресметките, велат, според сите нормативи европски, вас не ви следува автопат, зашто ти не е одржлив, вика. Немате толку возила кои што ќе го одржуваат одржувањето на таа инвестиција. Зошто го ве спомнувам ова? Ние правиме битолско културно лето. Значи, една туристичка промоција на градот. Со 500 настани. Имаме, трошиме од средствата, нормално, тоа е добро за културата. Финансиски бенефит, не знаеме колку имаме. Посетеност, според податоците кои што беа последни, околу 10.000, кои ќе земите на градот, викаве, до 100.000, ние сме 60.000, реално, присутни 70, небитно, некој 10 до 15% или туристи бајде да нема. Али тек тук. Што му се случува на Прилеп? Пиво фест. Небитно. И ми стекна. Носат меѓународни, вртат 3 милиони евро, чиста заработка 1 милион евро. Дали е добро, дали на некој му се бендисува тоа? Мислам, тоа за лик, дали тие звезди што ги носат турбо, фолк, вака и така, тоа е начин. Меѓутоа ние не наѓаме начин, она што спомна па Иванчо, вика, секој град има свој култ. Ние имаме за среќа многу култови луѓе кои што достигнале. Така, познато е, вика, во Кан, така раката е клал тука Силвестер Сталоне. Кајли Минок. Ние го имаме Кемал Ататурк. Абе една плочка да клајме, така тука стоил и ја чекал Емилија Елени Каринте. Таму пушеше цигара. Или на Пелистер, како што велиме, Маркова нога, цело време се фокусираме на тоа. Зошто? Оти таму создавевме на приказа дека Крали Марко застанал и сега не знаеме на кој поголема ногата, на Крали Маркот или на кој. Ама создале култ и навистино привлекло нешто, внимание, уште во време на, значи, ју просторите. Создале приказна. Меѓутоа пак велам, тоа треба да оди од професионализам. Навистина и за еден Муратот, значи за да ги привлечиме тие странски, зборам за да привлечиме странски туристи, да останат пари кај нас. Вложуваме во спортот, ние се уште, иако ќе водам од таа работа, бидејќи многу поблиска ми е, големи финанси, меѓутоа немаме ние странски туристи, уште се мачиме со овие локални околу нас Прилеп, Охрид да ги привлечеме према нас, према Битола. А да не збораме за странските туристи да имаат желба да огледаат тој спортски субјект. А ако збораме за туризмот, ќе мораме да направиме нека план програма во кој што видите, она што го спомнавте, да држи вода да не биде затворена, меѓутоа, еве јас не сум планинар, ама сакам да на планина, например, некогаш. Или сум рекреативец.
Мора да понудиме културно-забавен живот. Мора да понудиме нешто зашто би ошле таму. Да биде нешто што градот да живее 24 часа. Не да живее само петок, сабота, не да ни е туристичка понуда, наша туристичка понуда на Битола во моментот да биме самокритични ни се коцкарниците. Грците доаѓаат за тоа и тоа е факт. Али мора градот да живее на вистина ако сакаме таа работа. Нешто што можеби ќе го превземеме, ќе го копираме од друг град или од друго место, меѓутоа мора да го има пак онај битолски шмек првен да ги привлечеме нашите домашни. Значи ако ние успееме како Битола, луѓето околу нас што гравитираат Прилје, Пресен, Новац и Могила, Демихисар, да доаѓаат во Битола да остават пари, тоа ќе знаеме и останатите. Ако примерот со најблискиот дел ќе земам, не знам, Лутраки, ги искористили само тие бањи ги имале, топла вода минерална, да можат да ги привлечат сите околу нив, тоа што треба да не биде поедната точка. Меѓутоа, знам дека вие сте сите професионалци, доаѓате од својата сфера, ама за да канализираме тоа, единствена цел, според мене, и мое размислување, оделение за туризам, во кое што ќе има луѓе кои што ќе се работат на таа работа, од Савајле, значи работно време нон-стоп, колку финанси, сите овие проекти кои што ги споменуваат јавните предпријатија и невладините организации вкупно, колку коштаат, кој е финансискиот бенефит и на крај со што да почнеме и од кај да почнеме. Според мене, професионализмот ќе не донеси до резултат. Се она што ќе биде на добра волја, да, меѓутоа не знаеме кога и не знаеме како. Може би ќе биде добра волја она што спомнува Срешево, ние имаме волја, вика, како институција ќе го направиме. Меѓутоа може да бидете оспорување од било кој аспект или не знам, Националниот парк Пелистер или Македонија пат и така натаму, не знаеме од која причина патот не е пробиен ротино. Ама ако бидеме професионални, ќе знаеме точно. Приоритет ни е прв патот ќе биде прв. Приоритет ни е понатаму да најдеме содржини во се она што имаме во Пелистер. Ќе клаеме содржини, она што вика авантуристички парк и така натаму. А после тоа, се она малце по-професионално што велиме, не знам, стази за и во летно време да се ские и така натаму, нешто што е малце да бидиме реални, малце на реалноста во Битола, малце по чекор напред или по недостижно за овој момент или во ова година, две да речем. Од квантитетот ќе се створи квалитет. Ама пред се, моја молба и препорака е од ова говорница и од ова комисија на првата седница да создадеме една препорака до, можеме само препорака, но дајме до општината, да си создадат една свое оделение за туризам. Ако сакаме и планираме да живееме од туризмот. Ви благодарам за внимание. Ти благодарам, колега. Дали има некој друг да се јави за збор? Толку нема. Ја затворам седницата на Комисијата за туризам и уште еднаш на сите да ви се заблагодарам за присуството на оваа исцрпна седница која што имавме на Комисијата. Како што се договоривме, овие заклучоци кои што ги донесовме денес, кои што ги дадовме на службите, да ги обезбедат. За тие пуштивме список на присуство, ќе бидете сконтактирани кога ќе ги имаме информациите од страна на надлежните служби. И исто така, кога ќе биде објавен повикот за изработка на студијата за зимско-летен туризам во општина Битола, ќе ви информираме со цел вие да ги информирате сите заинтересирани страни кои што ќе сакаат да се јават нови повик со цел да добиеме една квалитетна студија за зимско-летен туризам во Битола. Ви благодарам на сите.